Добро утро и до вас, токму така. Верувам дека навистина добредојдена тема за сите со оглед на тоа дека бемките се нешто што секој од нас ги има, но кога всушност постои простор за загриженост, односно што укажува на тоа дека нешто не е во ред со бемките или поточно кажано со нашата кожа. Многу повеќе на оваа тема утринава слушаме од мојата денешна гостинка, дерматолог Горица Дачевска. Те посакаме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до сите во студио, поздрав до сите гледачи. Темата е актуелна, значи особено во овој период луѓето, бидејќи културата е на многу високо ниво, доаѓаат пред одмори, значи пред да започнат високите температури, доаѓаат да се ги проверат бемките. И секогаш исто прашање и они прашуваат докторка кога да дојдеме нареден пат, што треба да биде загрижувачки да не натера ние да се јавиме на преглед. Бројот на бемките на нашето тело од година на година се зголемува. Меѓутоа, кога имаме некоја нова бемка која не сме ја имале до сега, да кажеме пред одреден временски период сме имале, поради тоа што не сме биле заштитени, со заштитен фактор сме имале опекотини на кожа, тогаш задолжително да се јавиме на преглед. Исто така, во случај ако веќе постоечките некоја од постоечките бемки ја мени својата боја, стане потемна или пак да кажеме посветли. Во случај ако се јави некое спонтано крварење или пак наеднаш ни поразне, тогаш задолжително да се јавиме на преглед. Секогаш е многу битно тој превентивен преглед, бидејќи можеби да кажеме ќе станува збор за една кератоза, но многу е битен мирот и спокојот на самите пациенти. Во случај ако при чешлање, при бањање или пак ако имаме некоја физичка активност каде што доаѓаме контакт со други особи, не сакајќи настане повреда, тогаш задолжително да се јавиме на преглед. Многу често пациентите грешат тоа дека во случај ако настане некоја повреда на бемка, веднаш алкохол, веднаш значи дезинфекција. Најбитно е тој момент само да се измие бемката со вода, да се покрие и да се јавиме на преглед. Некогаш и тоа дополнително триење, дезинфекција, дали со алкохол, дали со ракија, било што, знае дополнително да не ја влоши состојбата и да се јават секундарни бактериски инфекции. Значи, доволно е сапун и вода, доволно е само вода да се исплакне, да ставиме марамче и да се јавиме најблиску на преглед. Ќе дојде до таа дополнителна иритација. Што доколку забележиме промена на нашите бемки во однос на бојата, можеби ќе се зголемат истите, но не посетуваме дерматолог. Што може да се случи со нас во крајен случај? Па видете вака, не значи дека секоја бемка во случај ако се зголеми или ако смени боја дека е малигна бемка. Некогаш и ние растеме заедно со бемките, така, дали промена на тежина од X причини, нашата кожа трпи промени. Така да, можеби бемките поради тоа се зголемуваат. Например, кога станува збор за кератози, за себороични кератози, тоа се, да кажеме, нормални дегенеративни промени кои се јавуваат со возраста, така да од светло кафејави нормално потемнуваат. Некогаш луѓето и се плашат од вистината, така да го одложуваат тој преглед. Што ако ми кажат дека сега е меланом? Така да подобро е да го победиме стравот, да се јавиме на преглед, а и сами пациенти кажуваат, докторка, знаете ли колку ми олесни кога ми рековте? Значи, тој страв, таа мака, да кажем, они што ја трпат, подобро да се јавиме, било каква дијагноза, да слушнеме, да се јавиме сепак на преглед. Како што напоменавте и пред малку да го зачуваме тој мир, така, да си видиме мир. Точно така. Во однос на самите дечиња, колку пак можеби кај нив е опасно доколку се појават некакви промени? Видете вака, бројот на бемките кај дечињата во
последен период многу се зголемуваат и самите мајки приметуваат, докторка, многу почна бемки, нели, да ми се явуваат. Обично мајките се многу грижливи, ги носат, се прават, нели, прегледи, ги охрабруваме, нели, да дојдат и да се јават, на дечињата им објаснуваме дека не е страшно, дека не боли самиот преглед. И да, тука мајките стално кажуваат: докторка, порасна некако бемката. Детето пораснало, но убаво е, нели, да се дојде да се направи преглед. Во случај ако имаме во семејство, значи позитивна една анамнеза дека постоел дали меланом, дали базоцелуларен карцином, плановоцелуларен карцином, свеста кај тие луѓе навистина многу голема и доаѓаат, се јавуваат на преглед. Некогаш и сами пациенти кажуваат: докторка, можеби ова не е ништо, меѓутоа многу ми е страв да не излезе како кај мајка ми или кај блиските од семејство. Така да подобро е да се јавиме на еден превентивен преглед. Нормално да не ни биде тоа, нели, обсесија, што ме разбирате, сепак да се културата е многу битна на посетување на дерматолог. Може би поранешните години многу помалку, да кажеме, многу помалку се зборуваше за меланом, меѓутоа не за меланом, него за самите бемки. Не треба пак и да ги преплашуваме луѓето, да почнуваат, нели, да се загледуваат дали ми е ова ваква бемка, случајно, нели, да не е нешто лошо, но битно е да се јават еднаш годишно на превентивен преглед. Значи еднаш годишно е таа мерка која што мора да ја почитаме. Во случај ако постои било каков, да кажеме, било какво сомнение, тогаш пациентот се повикува на повторен преглед, дали тоа било за месец, дали за 3 месеци, така да убаво е пред се да се јават на преглед. Ве благодарам многу за одвоеното време утринава и што имавме можност да им дадеме повеќе совети на нашите гледачи. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека овие совети беа добре дојдени. Говоревме за бемките, кога всушност треба да отидеме да одиме на дерматолог и да преземеме мерки околу самата наша здравствена состојба, доколку забележиме било каква промена на истите во однос на бојата или пак истите доколку се зголемуваат, задолжително е да посетиме дерматолог. Инаку општата препорака е да се посетува еднаш годишно дерматолог токму во таа насока.